Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Среде април, навистина како да е зима. Ниски температури, врнежи од дожд, па и снег на повисоките места. Ваквото време сигурно негативно ќе се одрази врз земјоделското производство, кое што и онака едва и преживува. На ова ќе говориме во емисијата, ќе се осврнеме на состојбите во аграрот, меѓутоа и на новините од фитофармацијата. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ми дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Пролет дојде, меѓутоа зимата никако да се замине, ниски температури кои што не се карактеристични за овој период од годината. Метеоролозите прогнозираат ниски температури се до недела, а со тоа ќе имаме благ пораст на дневните температури. Меѓутоа, како ваквото стресно време со вакви нагли промени на температурите се одразува врз здравјето на културите? Точно е тоа дека ние во мината неделната емисија рековме дека до 15 април ние ќе имаме навистина уште изненадувања по однос на тие нагли промени на температурите, проследени со врнежи од снег и дожд. Но дождот го немаме, снегот буквално и него го немаме. Имаме некои ниски температури кои крајно штетно делуваат врз веќе оплодените овошни видови. Во градинарското производство има големи штети, бидејќи таквите температурни амплитуди секогаш обусловуваат губиток на принос и квалитет кај било која култура. Ние не случајно во овие емисии, кои се од едукативен карактер, секогаш го обсервираме времето, кое навистина во глобални, светски димензии покажува дека навистина од година на година времето е се по-изненадувачки фактор во непријатна смисла по однос на растителниот свет, па би рекол и за нормалниот живот кај луѓето. Овие епидемични појави што се јавуваат, како што е ковидот или други работи што се јавуваат, оштетувајќи го имунолошкиот систем кај луѓето, наведува на тоа да се појавуваат такви неканети гости, тие болести што навистина прават пустош, но не е помала појавата и ширењето на таквите нешти во растителниот свет. Ние го гледаме од наш аспект, бидејќи ова е пред се земјоделска емисија, и аспектот кој го гледаме од растителен аспект навистина е загрижувачко, бидејќи таквите нагли температурни промени предизвикуваат големи штети кај растителниот свет. И мора да ние во догледно време, тоа веќе го констатираат оние светски експерти, во различни континенти ќе имаме и различна појава на некои непредвидливи, неочекувани болести, пред се поради таквите климатски нагли промени. Што е случката кај нас? Гледате сега, она долгорочна прогноза за која ја следиме повеќе од 30 години, која предпоставувавме, токму дојде во овој период. Во овој период, значи, заедно со пандемијата во земјоделското производство се чувствува завод на времето како една непријатна работа. Бидејќи овој период, во струничко да кажеме, имаше навистина големи количини на зелка која одеше за извоз. Поради тие температури и стресови кои ги доживеа растенијата, производството е редуцирано, производството го губи квалитетот и суштината од која производителот очекува екзистенција. И тоа е фактичка состојба која ова недела ја констатиравме, бидејќи ние во поранешните емисии зборевме дека оваа година зелката имаме на многу големи површини, како рано производство под пластеници, рано тргна, имавме блага зима со високи температури, каде што имавме виден напредок,
да после тоа ни дојде еден шок од минус 18 битола, мислам дека беше минус 24 степени, да имаме мрзнење на кај кај виновата лоза во некои региони, кај сливата, праската и така натаму. Сето тоа, тој зап на времето, ние со нашите обсервации го гледаме како едно предупредување да во перспектива мора да се менуваат некои работи по однос на можности за прилагодување према временските неприлики. Тоа е неминовен факт, бидејќи голем дел од производители, пример на кајсија, каде што раната кајсија имаше и своја цена и своја квалитетно производство. Имам производители кои со години вели, јас 7-8 години одгледувам кајсијата, ќе дојде април месец кога таа цвета, автоматски дојде ниска температура и јас не скинувам една кајсија. А вложува трошкови човекот со ѓубрење, со кроење, со прскање и така. Сливата исто така. И со еден збор, производството, моje лично видување е тоа, токму од завод на времето, производството ќе имаме производство со многу повисоки цени. Бидејќи секогаш тоа производство, земјоделско производство има цена кога е во мали количини. А ние од година на година имаме навистина една утопична појава по однос на намалување на обработливите површини. Имаме една утопична појава со несоодветна трансформација од плодна површина во градежна. Немаме никаква стратегија за развој, за окрупнување или мотивација на земјоделецот. И што е најтрагично, за тоа воопшто не размислуваат луѓето кои ја водат државата. Мислат дека аграрот е најтраен и најиздржлив по многу основи, со инкорпорација на политики кои кога им треба и дека земјоделието може да издржи се. Точно оваа недела ја имам таа слика каде што точно завод на времето за која дискутираме го укажува тоа да производител вели, а зошто морам јас да произведувам храна за тој што не мисли воопшто на мене. И сега гледам по основ на временските прилики. Ке се вградуваат, се трошат пари, ке се вградуваат некои апаратури за следење на ниските температури, високите температури. Тоа го ние имаме веќе осознаено. Треба други стратешки работи. Одгледување на култури кои не се толку сензибилни на такви температурни амплитуди. Одгледување на култури кои ги сака европскиот пазар. Неодгледување на било што за непознат купувач, што е за жал традиција во Македонија, производител да произведува производство и кога ќе го прашаш за кој, тој не знае да одговори. Вика, кој ќе праша и кој сака. Трговецот сака, заич пари да му го откупи тоа и производителот останува со неговиот трошковник, кој истрошил и труд и фамилијата и средства и на крајот тука е она права незгода која ја доживува секоја земјоделска фамилија. Ние времето, обсервирајќи го, рековме до 15 април, дека ќе имаме такво време како што го имаме. Тоа го предпоставувавме и овој викенд, како што рековте, може да се и врне жиот снег и ниски температури и до 5 до 8 степени. Што не мора да биде така, бидејќи јас имам на свое видување од следливоста, токму заради тоа што ние имаме исполнета температурна сума, почвата е загреена. И тие температури кои ги имавме во декември, во јануар, плюс 20-22 степени Целзиусови, дел од лозарите во Кавадаречко баш се смеја, вело, професоре, ние кроиме со кратки ракави во јануар месец. Тоа е ненормална работа, наместо да имаме снег до колена, не имаме такви нешта.
Што мене ме загрижува по однос на временските неприлики. Сега, таа следливост ме води кон тоа дека ние сега до 15 април, мај месец ќе дојде, ќе почнат да се консолидираат тие временски услови. Но консолидација во каква смисла? Значи, ние можно е во мај месец да имаме и плюс 33-35 степени. Тоа минатата година го имавме. И што се случува сега? Од таков шок кој го имаме сега со минусни температури, за само неколку дена ние ќе имаме плюс денот е скоро 12-13 часа. Значи, мегдан за работа има, а и сончевиот зрак е се појак. И што се случува сега? Таквата нагло затоплување на сегашната состојба не води во оној, ние го секогаш нарекуваме, од повеќе годишни емисии наши, периодот мај месец, чим стапне, ние влегуваме во еден друг опасен, критичен период, тоа е градобитен период, бидејќи тие ладни струи, ладна и топла струја, обусловуваат за таа градобитност. И можно е да имаме ние еден, навистина, специфичен услов во пролетните месеци со можни врнежи од град. Бидејќи хидролошката состојба, ние зборевме и очекувавме многу повеќе врнежи. Но врнежите изостанаа. Имаме некакво благо подобрување на хидролошката состојба, што е далеко од вистинските потреби за вода за оние летни месеци, кога дојде јуни, јули, август, кога имаме 35 температура, кога ќе имаме потреба од вода. А тоа нешто, барем до сега, не е исполнето, бидејќи очекувавме цела зима да имаме врнежи од дожд. Ние имавме навистина пролетни амбиенти со сушни периоди кои обусловија старт на вегетацијата да биде подлажена и сега да имаме штети од и кај овошните дрвца, од ниските температури и во градинарското производство во Струмичко. Младиот компир, кај многу луѓе вика професорот застана, вика како укочен, вика и немаме компир како што треба. Зелката е исто така. Љутата пиперка е успешна само кај тие производители кои имаат таа компаративна предност со топла вода од Банско. И тука имаат резултати, бидејќи топлата вода е веќе еден адут повеќе. Сите работи во земјоделското производство водат кон една неизвестност. Јас би рекол, кај младите луѓе и не случајно ни бегат еден чин на аверзичност према земјоделието. И сега таткото и мајката се мачеле 30 години и синот не сака да смисли да остане да произведува понатаму. А тоа му го препорачува и таткото. Бегај, вика, во странство. Наместо да тој нивите кои ги купил, кои ги работел, кој произведувал 100-200 тона храна, тој на детето му вика: немој мојата судбина да ја доживееш. Тоа е еден импулс кој мене ме разочарува, бидејќи од осамостојувањето, искрени да бидеме, земјоделскиот производител секогаш бил маргинализиран, секогаш бил омаловажен за тоа што е творец на храна. Наместо тој технолошки со стратешки аспекти од луѓето кои не водат или кои се поставени на власт, да дадат едно технолошко осовременување на младиот човек, градување на системот капка по капка, нови технологии, нови сорти, едноставно поврзување со Стопанската комора и Министерство за економија, да тој производ има обезбеден пласман за добра цена, примамлива цена. Јас верувам дека голем дел од младите луѓе ќе кажат: а зошто да одам во Швајцарија или Германија? Кому таму да служам? Кога можам на собствената нива да бидам собственик, газда и профитабилен. Меѓутоа, на него не размислува никој. Сега има еден мали циркус, ке го кажам. Сега
од каде потекна на иницијативата, не знам, директни конекции со производителите. И некој на телевизија гледав, од Свети Николе, еден овчар, зад него овците ги ставил, а јас добро го познам човекот, и, значи, како да он каже дека никој не мисли на него. Овците пасат, и јас сум обезглавен, и овците ќе ги продадам. И, значи, со еден, как да кажем, манипулативен дел, наместо вистински, комасација или обределување на млади луѓе, млад брачен пареве за Струмичко, јас ќе дадам тој пример како една вистина. Има површини, каде што од ламба шише да турешке роде. Па може на тие површини да им се даде на тие луѓе цела технологија од Холандија, оранжерија. И за 30 години да го плакат по некој мал процент. Јас гарантирам тие млади луѓе ќе ги примам и тоа, бидејќи има систем кап по кап, ќе имат загревање, ќе имат, а имаме 275 светлосни денови. Значи ќе имаме целогодишно производство. Тие оранжери што треба да ги плаќа 30 години. Јас сум убеден 100% дека за 3 години со неговата фамилија тој по 2-3 култури ќе одгледува целогодишен циклус, тој ќе ги исплати оранжериите и тие ќе бидат негова собственост. И таквото нешто ќе ги примам и младите луѓе, бидејќи ќе имаат квалитет со тие услови. Ќе имат нормална температура, ќе имаат квалитетна анализа на почвата, ќе имаат квалитетна заштита, асортимент што го бара европскиот пазар, бидејќи едно што ме најмногу радува е тоа што нашиот производ на европскиот пазар е веќе препознаен како квалитетен производ. И тоа само оној квалитетниот кој што не е со и кој не е токсифициран, да, сето тоа. И сега ние наместо тие наши комори пет и тие наши Министерство за економија, земеделие, комплетно да се фокусираат кон тоа, да произведува производителот веќе продадено таму, со тие квалитети, со тој бренд, да кажам, од домата, од сето тоа. Наместо тоа, земјоделскиот производител е тотално обезглавен. Затоа што не му се слуша гласот и никако да се организира. До сега видовме дека земјоделецот е тотално неорганизиран или организиран за потребите на одредена политичка структура. Токму поради тоа земјоделството ќе пропаѓа. Да. Што се случува во производството, на што се насочени производителите? Тоа што го гледав со години, пролет кога дојдеше, стартувањето, Струмичко, тоа беше фреквенција, големо движење на многу нешта, бидејќи тонажи излегуваше зелка, тонажи излегуваше млад компир, тонажи излегуваше љута пиперка и сето тоа сега има една анемична форма. Кванташкиот пазар во Струмица во свое време беше централен за Република Македонија. Не од Косово, не од Србија, не од Кадили, не од Бугарија доаѓа, зима одредена куртовска капија и така натаму. Сега кванташкиот пазар е пустош. И одредени поединци што се, тоа цабајле се доаѓа и тоа згаснува за саат-два. Наместо една фреквенција по однос на таа активност. Значи, од година на година имаме намалување на производството, тоа никој не го манифестира. Ја гледам се со сточниот фонд, со јагнето, нели, за Великден. Ако видат колку е редуциран, каков сточен фонд сме имале, сега што имаме, тоа никој не го обелоденува, дека стрмоглаво сточарството оди кон пропаст. Тоа никој не го дискутира. Градинарското производство. Имавме навистина големи потенцијали, површини, производители. Сега е се сведено на еден минимум, кој е нешто, ама точно политичарите ги гледам, они еден према друг, како си наоѓаат мафијашките некои структури, ги гонаат оние, дали треба попис, дали не,
а доле аграрот и воопшто граѓанот и животот на граѓанот тоне. А тоа е плюс со пандемијата што имаме, тоа е плюс една трагедија за секое семејство. Тука предлагам да го погледнеме и прилогот кој доаѓа од фитофармацијата, говори за новините кои што се во насока за квалитетно земјоделско производство. Од програмот на тие нови работи, кои навистина Хемомак ги има, ги спроведува и успешно реализира на теренот, со секоја годишна зголемена примена на таквите средства, навистина е факт кој радува, а во интерес на што поквалитетна заштита. И ние секој збориме и така со восхит го квалификуваме тоа, бидејќи контактите се редовни, она млада екипа од луѓе од агрономската струка, знаејќи дека се работи за програм кој собственикот на Хемомак дава една стратешка права смерница, како и на кој начин новите генерации од инсектициди, фунгициди и други средства дојдаат во Република Македонија на своеврсен начин, со своеврсна примена и ефикасност во земјоделското производство. Во денешната едукативна емисија ќе дадеме еден нов пристап кон еден нов препарат, релативно нов препарат. Мора да кажеме дека Хемомак со новостите навистина импресионира позитивно. Тоа е препаратот Тепеки. Се работи за еден специфичен, квалитетен препарат, но за една од најголемите потенцијални опасности за земјоделското производство. Зашто го збориме тоа така? Не случајно го збориме. Утврдено е, бидејќи владееме и со ентомолошките проблеми, утврдено е дека точно лисните вошки се најприсутни со не знам колку илјади видови од лисни вошки кои го напаѓаат ама целиот растителен свет. И тука секако она што го застапува Хемомак точно се фокусираше кон еден специфичен афицид. Значи, Тепекито е еден типичен афицид со специфичен механизм на делување кон лисните вошки. Што е карактеристично овде? Тој, како препарат со активната материја флориказокамид, ги опфаќа сите видови на лисни вошки. А ние знаеме колку видови имаме. Во свое време од афисот, мислам дека беше Фабе, една од најотпорните, која брзо стекнува резистентност, која брзо се множи и правеше проблем во сите сфери, во градинарството и овоштарството и лозарството и цвеќарството, нема кај што ја немаше буквално. И, што е многу значајно, ова решение со Тепекито, Хемомак не случајно го воведува, бидејќи она што е потврдено од поодамна, од практично стручен ентомолошки аспект,
Вошките се најголеми вектори на вируси. Тие толку брзо го пренесуваат вирусот, бидејќи се носители, дел од нив се носители, во тај клеточен сок со убодот со стилетчето, тој прво ушприцува од претходна култура која била вирусна, и тука веќе го принесува вирусот и после настанува на внатрешно цепење на дезоксирибонуклеинската киселина и за само неколку дена гледаме од присуството на вошката и преносот што го направила, имаме опустушена пиперка, каде што после тоа имаме, вика, пиперката за една недела ми се сгрчи. Дојде вошката, вика, направи белја. Не, вошката е тука дошла да се храни, а таа е голем преносител точно на одредени вируси, кои вируси покасно предизвикуваат големи проблеми во производниот процес. Што е карактеристика на тепекито? Рековме активната материја која е. Значи, најзначајното нешто, тука е многу лисни вошки, многу препарати падаа на испитот, со брза резистентност, тука, значи, тепекито со својата активна материја не покажува вкрстена резистентност. И, што е значајно, делува контактно и дигестивно. Значи, или по-конкретно кажано, механизмот на делувањето на вошката. Значи, само еден час по прскањето, чим ја опфати добар млас, микронизиран дел, лисната вошка, после прскањето, она прекратува да се храни и, штом не се храни, ние знаеме дека тие се сегаш сочни, полни со сок, клеточен сок што го цицат, и они ствараат можда и 50 генерации и брзо партеногенетски раѓаат, посебно виргинесот, раѓа нови и за кратко време гледаме вошката го свила врвот на пиперката, на доматите, но вошките дрса кај сливата, јаболката и така натаму. Тука, со прскањето квалитетно, вошката почнува прекратува да се храни, тоа е механизмот и ефикасноста на таа активна материја, и дехидрира и вошката умира. Тепекито, мора да го кажеме тоа, бидејќи е една релативна новост, како што рековме, дека има најдобар профил за корисните инсекти. Брзо, фактички, со примената на препаратот и таа активна материја, значи, имаш голема економска и ефикасна компонента, која е значајна за тепекето со кое се одликува. Значи, имаме помал број на прскања, што знаеме дека голем дел производители велат од вошката морам секоја недела да прскам. Тука се намалуваат рапидно бројот на прскањата. Зошто? Затоа што тука, значи, тоа не покажување на вкрстената резистентност, што е многу значајна работа. Имаме намалениот број на прскањата, што е исто така значајна работа, и одличната ефикасност. И секако, чим имаме ефикасност во уништување на вошката, ние имаме лист кој со своите фотосинтетски активности е, значи, интензивен, ствара храна и тука немаме губење на приносот.
При одредени напади од вошка, кога дојде врвот да се згрчи, тука имаме застој во она физиологијата на растението, бидејќи меристемските клетки на врвниот дел што се најактуелни, тука со опфаќање од вошката, тие се деформираат, имаат вирусна компонента и тука растението губи принос. Тука растението губи квалитет. Ние од пиперката, по струмичкиот регион, мораме да кажеме куртовската капија, дека кога ја потисне лисната вошка или бухачите, кои се преносители на вирус, вика пиперката добро тргна, порасна и пиперките излегоа со точки, излегоа тапести пиперки, излегоа шарени пиперки со шарени лисја, деформирани лисја и така натаму. Сето тоа е активност на лисната вошка и губиток на принос на земеделскиот производител. Тоа се вистините кои ги имаме констатирано од теренот. И затоа континуитетот кој го ние застапуваме и тоа што го тука збориме со таа активна материја, со таа специфика како афицит за сите видови на вошки, тоа мора да се почитува како една многу важна работа, бидејќи со континуирана квалитетна заштита, со добар преглед, со таа една мала или ниска токсичност што ја има за другите инсекти, пред се за корисните инсекти, тоа е квалитетот што го поседува тепекето. И високата ефикасност секогаш е присутна каде што е точно една од компонентите каде што во поново време, во текот на оваа година, голем дел од програмите за интегрална заштита, тепекето се го зима местото како инсектоафицит, бидејќи во градинарските култури обично ефикасност, резултатите зависаат од континуираната следливост и успешната заштита на градинарските култури од лисните вошки. А токму тоа е новината од што ја има со тепекето. И кои се крајните ефекти од тоа? Прво, рековме веќе тоа што беше пристап на чести прскањи. Дававме налог да се поклопуваат прскањата со овие системични препарати. Тоа во свое време беше Би-58, имаше и други препарати. Тука веќе имаме многу понамален број на прскања, бидејќи има продолжително делување, немање на можност за стварање на нови генерации на виргине салата, имаме со намален број прскања, а од друга страна одлична ефикасност, која секако се поклопува со оној прав квалитет и принос кој се добива од одредената култура. Пак ја спомнам куртовската капија, бидејќи таа и во Кавадаречко-Неготинскиот регион, и во Бителскиот регион, и во Гевгелиско, тука Валандоскиот регион. Пиперката се одгледува. Струмичкиот веќе беше познат по куртовската капија. Меѓутоа, морам да кажам дека голем дел од површините, одгледувањето на куртовска капија, точно ради присуството на вошките и недостатокот на такво решение, не случајно го презентираме, ние имавме големи губитоци на квалитетот од куртовската капија. Каде што секе беше најдобро, кога ќе дојде периодот пред зрење, беше нападната од лисната вошка, бидејќи тогаш сочноста на лисјата се атрактивни, вошката од
целата растителност, бидејќи летниот период чим плевелната флора подсуши, таа се враќа на куртовската капија на пиперот и предизвикува големи вирусни напливи, каде што вела професор вика, јас последниот месец ја изгубив куртовската капија. Зошто? Па вика требаше еден третман да направам и да имам квалитетна куртовска капија. Јас го испуштив тој момент, а тоа е моментот кога листната вошка од тие ендеци, од тие тревни флори, дошла на сочен лист, носител е на вирус и тука веќе имаме големи штети од рушење на квалитетот и приносот куртовската капија. Сега, листната вошка не е само проблем за куртовската капија. Листната вошка во воштарството, кај сливата може да предизвика големи штети. Кај црешата знам дека има луѓе кои велат не утепа листната вошка. Значи, колку врсти ги има, сите ги знаеме. Стручњаците ги знаат. Едно. Второ, колку само една врста има од 25 до 50 генерации во текот на една година. И можете да сватите од 150 до 200 една женка партерно-генетски ги раѓа живи, 50 генерации може да замислите колкав е тој потенцијал на листната вошка во тоа земјоделско производство. И не случајно тоа го збориме, тоа е едно фантастично решение како ТПК, како препарат за сите врсти на листни вошки кои во Република Македонија за жал имаме цела колекција од најотпорните листни вошки преносители на вируси, кој е нешто поради несистематската заштита, неорганизирана заштита, лоша диагностика, ненавремено третирање, испуштање на правиот момент кога вирусот е веќе пренесен, тој тогаш прска. Производителот третира против листните вошки кој ќе види дека растенијата му се веќе листната, врвот од лисјата веќе подлегнати од листната вошка. И тогаш тој прска. Меѓутоа, вирусот е веќе внатре и тука веќе нема да немаме никакви резултати. Со еден збор, ТПК-то е афицид, инсектицид, афицид, специализиран за таквите инсекти, како што се листните вошки. Према тоа, тој ефикасен препарат со правилниот одбор на средството, со квалитетната микронизација, со одредување на правата количина на растор по хектар. Да не се тоа претрча, него опфатот да биде сегош како што треба, ние во ТПК-то може да гледаме еден добар спасител од листните вошки. И што како со неговите квалитативни особини, што ефикасно може да се вклучи во програма на интегрална заштита, тоа е една предност која секој инсектицид ја нема. А ТПК-то тоа го има и тоа треба максимално да се користи, посебно за региони каде што навистина присуството на листните вошки, точно е тоа дека во различни региони различни се присуствата и популациите. Но таму каде што традиционално се одгледуваат градинарските култури повеќе, јас мислам дека листната вошка тука во пластаричкото производство, да кажеме, мало невнимание ја има сега во Банско на жолтата листна вошка, која е голем преносител на вирус и сега она шверцува буквално во плевелната флора и кога дојде пиперката да се расади, додека види производителот 2-3 дена не бил
во пластеникот и гледа дека е потиснат. И доаѓа кај мене бара чаре. И после тоа, кога дојде пиперот во една големина, вика пиперките не ми се жгулјави, ми се кратки како тапести и ред други работи. Сите тие вируси фактички ги пренесува и личната вошка за која нешто пред малку реков. Со еден збор, Хемомак со својот програм, тој специфичен афицид го пласира во производството и факт кој мене лично ме импресионира во позитивна смисла, луѓе кои доаѓаат, кои имаат заштитувано своето производство со тепеки, имаат крајно задоволство, затоа што отиште со нормалната количина на раствор, отиште со одмерената доза и гледат ја големата ефикасност и за најотпорните лисни вошки кои ги имаме. Затоа, нашето лично видување е дека тепекето во догледно време ќе си го најде своето место во целото, во користење на целото земјоделско производство, вклучувајќи градинарство, овоштарство, па и цвеќарство. А за културите на отворено, тоа важи за сите оние култури каде што лисната вошка може да причини штета. А нашата препорака е тепекето како афицид да си биде во програмот на секој човек кој произведува било какво производство, бидејќи вошките се и најприсутна група на инсекти кои причинуваат големи штети. Слушнавме што е ново во фитофармацијата, професоре, која ќе биде пораката до нашите гледачи во оваа насока. Пораката, бидејќи стартуваме веќе со вегетацијата, гледаме дека се е тргнато, имаме почетна појава на онаа виргинес форма од лисните вошки. И затоа го оваа недела со 20-минутно добро уедноставување од лабораториски услови го истакнавме оној за ова време веќе еден од најквалитетните творби за најголемата група инсекти на земјината топка. Тоа се лисните вошки. Тој препарат, тепекито како новост, на вистина и со механизмот на делување кој го видовме преку ова образложението од лабораториски аспект, тоа е иднината за градинарските култури посебно, каде што лисните вошки знаат да направат многу генерации, видовме во прилогот, со механизмот на делување тој го фактички кочи самиот устен апарат за цицање на свокот и лисната вошка тука веќе прекратува со понатамошни штети. Значи, нашиот апел е за тој и сличните препарати кои ги ние презентираме. Упутство има да се внимателно прочита и ќе имаат фантастични резултати. А доколку има потреба, може секој од производителите кои ја следат емисијата, може слободно да се јави или во КТВ или лично, да добие понатамошни инструкции, а единствена цел на оваа едукативна емисија е како производителот кој вложува да не троши повеќе овој препарати, него тогаш и тоа што треба. За ѓубривата исто, ова емисија не рековме, наредните ќе имаме поконкретни образложение. Ѓубрива да не се фрлаат без потреба, него врз основа на анализа. Тоа се параметрите кои производителот треба да ги препознае во негов интерес за да има квалитетно производство, нетоксифицирано производство кое ќе одговара и за нашиот и за европскиот пазар. Ви благодарам. Благодарам много. На крај сме на Агроспектар, почитувани гледачи, благодарам што бевте со нас, имајте секое добро со нашата програма.